Ако зборуваме за национализмот, значи мора да направиме разлика дали зборуваме за Гостивар или зборуваме за цела држава. Гостивар као град никогаш не бил националистички град, така кажано, ама ова не можам да го кажам за целата Македонија. Јас Афродита спомна години, јас нема да спомнам години, но имам повеќе искуство позади мене, малку повеќе од Афродита. И сум од тие кои што бев и Титов пионер, што значи сум поминал низ многу фази. Сега, ако зборуваме за овај период, да, постојат разлики, некои работи се ставени на ред, но не е тоа што треба да биде. Нема да навлегувам во детали, сега да окривувам политички партии или не знам што, но сите сме криви. Значи не е проблемот само во кампањи, предизборни кампањи. Значи нашите политички партии претежно играат уште на националистичка карта. Што значи рибата смрди од глава. Од другата страна, медиумите играат огромна улога. Значи медиумите, голем дел на медиуми играат на тоа на кој начин да го зголемат или да го прошират национализмот во државата. Ќе ви кажам еден пример. 2001 имаше неред во Тетово. Јас и мојата колешка македонка се враќаме од Скопје, од еден заедничка активност. И окей, супер поминавме, иако немаше и по медиуми нонстоп се велеше дека има проблем низ патишта, бунтовниците ги застануваат автобусите, не знам што. Се враќаме ми во Гостивар, се беше окей, навечер слушам на главните вести. Бунтовниците го застана автобусот Скопје Гостивар и ги малтретираа патниците. Јас и колешката се слушаме по телефон, па ние бевме во тој автобус. Значи, се ширеа и невистини. Сега, тоа беше 2001, но во одредени ситуации јас чувствувам 2001 и сега. Значи, посебно за време на избори, на време на кампањи, кога слушам одредена политичка партија на медиуми, навивачи на игралишта, значи не можат ни да ни се обраќаат као шиптари, него као албанци, него као шиптари. Значи, додека ние на другиот гледаме као луѓе од понизок слој, значи тешко е да одиме напред. Ова проблематика не е само општествена, ова и семејна, зати гледам дека и семејството многу малку работат на ова проблематика. Тоа влие постои во општеството, но и во политиката. Тоа што јас знам е дека промената секогаш треба да ја бараме кај самите себе. Промената почнува кај нас. Ако ние не одиме кон тоа да се промениме и да имаме друг пристап кон другиот, што треба да се очекува? Јас со Афродита се согласувам во делот дека да, јас сум државјанка на оваа држава и не сум бројка, и стварно не се чувствувам окей да ме викаат со бројка. Затоа што јас веќе 30 и нешто години допринесувам во овај град, и не само во Гостивар, него во цела Македонија, за ово општество да се подобри и да се чувствувам бројка, не. Друго нешто, поврзано, спомнав за медиуми, пример. Ќе ви спомнам друг случај, како представниците од владата, значи, се однесуваат во одредена ситуација. Исто 2001 бев на обука во Америка. И бевме мешана група, само тројца од нас бевме представници од невладин сектор и тоа бевме жени. Другите ни беа представници, министер за правда, заменик министер за ова, значи луѓе од позиција. Ги поминавме сите држави као група, никој не застануваше, никој ништо не прашуваше, група од Македонија, доаѓаме во нашата држава. Исто беше нередот. И само нас трите жени не одвоја во аеродром за контрола. А тоа што мене ме болеше и денеска емоционално одма се враќам назад и се ме иритира, е дека нашите колешки и колеги македонци, никој не се врати назад да види, што стана со овие нашите три колешки. Значи 6 недели бевме заедно, се поминавме заедно и во одредена ситуација, затоа што беа немирите во Тетово, веќе беа почнети.
Значи нас не одвоја. Значи во твојата држава тебе те одвоја. Сега, јас би сакала ова да е минато, но во одредени ситуации гледам дека има вакви ситуации или неприфаќање на другиот како што треба да биде прифатен. Посебно ова го гледам кај моите колеги и колешки македонски во споредба со албанците. Албанците мислам дека се потолерантни во споредба, сега зборувам генерално, не зборувам за колешката што ми овде, која не е таа, но значи тие мислам дека треба малку повеќе. Види, ние овде имаме двајца македонци и зборуваме албански. А зборуваме македонски, значи не зборуваме албански. Јас одам Струмица на обука и ми вели сигурно струмички ќе не разбираат од тоа што нема да зборуваме шиптарски. На обука. Да? Пред неколку години, не сакам да се вратам. Затоа мило ми е што ситуацијата не е како што било. Има огромни промени, но дали тоа треба да не задоволува? Не. Значи, ние треба да работиме малку повеќе, не е само еден со друг, но и еден до друг.